Изведени се сите буџетски средства за самата реформа, затоа гледате дека имаме целосна годишна програма за исплата на сите обврски по цела програма, таа е стандардно од над 6 милиарди денари, и имаме 1,5 милиарда денари за да ја почнеме реформата, односно да ги исплатиме дополнително и 30% авансни субвенции. 2023 година ќе биде година во која што сите ќе добијат и целосна исплата од програмата 2022 навремено по точек календар, заради тоа што целиот буџет од старт е обезбеден, и плюс ќе добијат 30% авансна субвенција до крајот на годината, но и можност да користат било која програма. Вистинските земјоделци, оние кои што се регистрирани по Законот за вршење на земјоделска дејност и по Законот за пензиско и инвалидско осигурување и кои што не се вработени во администрација, кои што немаат друго работно место или друга позиција, кои што екзистираат од земјоделството, преку програмата за рурален развој оваа година може да добија 10.000 неповратни средства во било кој момент со нивната апликација за бизнис план, за опрема, механизација за тоа што нив им е потребна. И редовни субвенции, и авансна исплата од 30% и можност сите да добијат 10.000 евра преку програмата за рурален развој. А на располагање, зависно од тоа колку работат, им стојат и другите програми. Сите оние кои што ќе се регистрираат во Агенцијата за храна и ветеринарство како мали производители исто така може да добијат 10.000 евра грант. Тие што ќе се здружат во задруга ќе добијат 3 милиони денари како задруга. Основата на промената на моделот е што од еден систем популистички кој што не даде резултати, отворено треба да дискутираме, преминуваме во систем каде што државата треба да знае колку се произведува и зашто одат финансиските средства кои што сите ние нели ги плаќаме во делот на буџетот, но воопшто не се крати на никого, воопшто не се намалени, напротив, субвенциите се по повеќе подсектори кои дискутираме се зголемуваат, но нашата дискусија е отворена.